Добар ден, вие сте на фреквенцијата на телеканал А1 и го следите отвореното студио. Понеделнички ќе имате можност да слушнете повеќе информации за последните податоци на Агенцијата за вработување на Република Македонија, за бројот на намалување на невработеноста од над 43% во Струмица, но и за тоа кои се профили на работници се бараат во моментов во Струмица и Струмичко. Малку подоцна пак ќе погледнеме како помина во саботата и неделата 9-тото стручно советување со меѓународно учество од областа на подземната и површинската експлоатација на минералните суровини Подекс Повекс 2016. Колку слободни работни места има во Струмица? Колку има регистрирани активни и пасивни баратели на работа? Кои професии се барат на пазарот на труд во моментов и кои се обуки се одвиваат во Агенцијата за вработување на лица активни баратели на работа, кои може да им го олеснат патот за да побрзо се вработат. Исто така ќе слушнете од раководителот на Агенцијата за вработување од Струмица Павлинка Ѓоргиева колку лица досега се вработеле од стартот на проектот Македонија вработува. Колку тие лица знаат да навратат во просториите на Бирото за вработување и да ги посетат вработените како благодарност. Разговорот со Павлинка го гледаме во продолжение. Да ги слушнеме последните информации, односно податоци од Агенцијата за вработување во Струмица. Првично ме интересира да ги информираме гледачите колку слободни работни места во моментов се нудат во Струмица. Во моментот во Центарот за вработување во Струмица бројката на слободни работни места некаде околу 50 слободни работни места кои што се наоѓаат на веб страната на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Центар за вработување Струмица. Значи, Центарот за вработување во Струмица постојано ја обновува страната, така да се објавуваат сите јавни огласи кои што на работодавачите од приватниот сектор, па и од државниот сектор. Така да бројката секојдневно се намалува или пак зголемува, меѓутоа можам да кажам дека бројката на слободни работни места некаде континуирано се движи од 40, 50, 60 и така натаму слободни работни места. Дали имате информација од кои струки се барат најмногу работници? Профилот на занимања е различен, значи како што можев да ја погледнам веб страната, во текот на денешниот ден имаме слободни работни места од областа на трговијата, значи најмногу има за продавачи, понатаму градежни работници, општи работници, комерцијалисти, фармацевти и така натаму, значи во зависност од потребите на работодавачите и се објавените слободни работни места. А колку невработени лица регистрирано од Струмица овде во подрачните места на Агенцијата за вработување? Агенцијата за вработување располага со официјални податоци на движење на бројот на невработени лица, како и на бројот на вработени лица на подрачјето на цела Македонија, а со тоа и на подрачјето што го опфаќа Центарот за вработување во Струмица. Така да, официјални податоци од Агенцијата за вработување на Република Македонија, значи на 31.8.2006 година, бројот на невработени лица бил 20.053 невработени лица. На 12 септември, кога е направен пресекот на невработени лица 2016 година, бројот на невработени лица е 11.253. Така да, значи, овој број од 11.253 ги опфаќа бројот на активни и бројот на пасивни баратели на работа. Со тоа што бројот на активни баратели постојано се движи некаде од 2800-2900, најмногу до 3000 активни баратели на работа, додека преостанатиот дел ги опфаќа пасивните баратели на работа. Така да можам да кажам дека процентот на намалување на невработените лица во период од 31.8.2006 до 12 септември 2016 година е 43,88%. Додека бројот на вработени лица, кој што бил на 31.8.2016 година, на подрачјето што го опфаќа Центарот за вработување во Струмица, бил 14.576 лица. Додека пресекот е направен на 12 септември 2016 година и бројот на вработени лица
изнесува 20.478 лица. Бројот на вработени лица се зголемил за 5.902 лица и процентуално тоа изнесува зголемување на вработливоста 40,49 лица. Додека бројот на невработени лица во овој 10 годишен период значи се намалил за 8.800 лица. Тоа се секако... Тоа се официјални и точни податоци со кои што располага Агенцијата за вработување на Република Македонија, Центар за вработување Струмица. Овде имаме и оддел на проектот Македонија вработува, сега и Македонија вработува 2. Кои се последните активни мерки, односно граѓаните кои што можат да ги земат во предвид за свое вработување доколку не се вработени? Значи, како што знаете, сега е крај на година веќе, Агенцијата за вработување на Република Македонија ги заврши веќе сите активности, сите активни мерки, сите бројки се исполнети, така да останува во тек реализација на мерката Македонија вработува 2, која што нели работодавачите од приватниот сектор може да ја искористат со ослободување од задолжителни социјални придонеси во зависност од целната група, значи од 3 до 5 години. Дали имаме веќе од приватен сектор законите кои што го исклучуваат ова нешто? Да, значи со Македонија вработува 1, имавме вработено некаде околу 1700 лица. Сега Македонија вработува 2, имаме некаде околу 200 пријави, што значи ова е регулирано со законот, со измените во законот, така да како работодавачите пројавуваат интерес, така се спроведуваат и барањата. Оваа мерка ќе се применува некаде мај 2017 година, така да имајќи во предвид дека сега работодавачите стагнираат малку овој период со вработувањата, очекуваме некаде во текот на месец март бројката да биде поголема и така да ќе им помогнеме на работодавачите од приватниот сектор да отворат нови работни места, а да го решат проблемот на вработувањето кај невработените лица. Пред самиот крај би сакала вака да очиме, односно да им пообјасниме на сите оние граѓани кои што секако активни и пасивни баратели. Активните баратели треба да доаѓаат секој месец да се пријавуваат овде во Агенцијата за вработување, а пасивните не. Меѓутоа, што можат да изгубат пасивните баратели на работа доколку не го прават тоа еднакво? Значи, како што веќе знаете, Агенцијата за вработување на Република Македонија воведе регистар на активни и пасивни баратели на работа. Активните баратели на работа се јавуваат на секои 30 дена во Центарот за вработување во Струмица и нив ги повикуваме на разни мотивациони обуки, подготовка за вработување и работа, изработка на CV-ја, значи од наша страна имаме тим кој што работи со невработените лица и ги обучува на кој начин да се изработат своје CV, да се логираат на веб страната на Агенцијата за вработување на Република Македонија, да бидат повикани за работа во зависност од нивната стручна спрема и занимањето кое што се изјасниле дека сакаат да го работат, додека пак пасивните баратели не ги повикуваме на никаков вид на обуки, ниту пак имаат обврска да доаѓаат во Центарот за вработување секој месец, туку тие се евидентираат на 6 месеци и тоа се повеќе лица кои што не сакат да работат, меѓутоа се евидентираат поради некоја потврда за некое редовно школување на своите деца или од било која друга причина сакаат да бидат во регистарот на пасивни баратели на работа и овој регистар кај нас е доста голем, значи тука влегуваат некаде околу 8300-500, зависи нели бројката постојано варира, меѓутоа е над 8000, додека пасивните баратели се многу во помал број и Центарот за вработување посебно се насочува кон таа целна група, значи се со цел да ги поттикнеме активно да бараат работа и активно да се вклучат во мерките кои што произлегуваат од оперативниот план на владата на Република Македонија. Но се соочуваме со еден проблем, а тоа е проблемот што и активните баратели на работа, значи многу тешко се јавуваат на SMS пораките кои што ние им ги упатуваме од нашиот електронски систем. Оние кои што веќе се јавиле на такви обуки или мотивациони или било кој вид на друг на обуки,
информативни средби, информации за активните мерки, информации за оперативниот план на владата на Република Македонија. Значи, излегуваат побогати со своите знаења, бидејќи некои доваѓаат и воопшто не се интересираат за активните мерки кои што ние ги спроведуваме. Но овие мотивациони обуки или на информативни средби кои што ги организираме со невработените лица, посебно и со работодавачите, значи тие се запознаваат со тие мерки и излегуваат многу задоволни од овие средби, така да ефектот е голем, но многу е тешко да ги натераме невработените лица и покрај тоа што се евидентираат во регистрот на активни баратели на работа, тешко е да ги повикаме во работниот клуб на тие обуки. Тоа само може да вроди со плод, бидејќи сепак нели долго кај них има оние од оние кои што не се запознаени доволно со компјутерските вештини, тоа може да го направат токму овде во овие обуки, и пред се би сакала да збориме само накратко за тоа сите оние кои што веќе земеа грантови за самообработување, кои што отворија свои приватни фирми. Знаат и да дојдат и да кажат ви благодарам, ви помогнавте, овде си го остварив сонот, сега можам сам да видам свој газда, бизнисот ми е како што треба, благодарение токму на овој грант. Има ли такви случаи? Па има. Значи, оние лица кои што успеале да го искористат проектот самовработување со грантот од 3000 евра, имаме доста успешни фирми, значи имаме бројот на вработени кај овие фирми некаде стигнува и до 15 лица, веќе значи долгогодишна од 1 до 15, да. Така да сме помогнале на многу лица, некаде бројката е за тие 10 години околу 300 фирми регистрирани преку проектот самовработување со грантот, така да имаме доста успешни фирми, тие знаат нели да дојдат да го искажат своето задоволство или пак да го пренесат своето искуство на некои мотивациони обуки или информативни средби кои што ги организираме, каде што повикуваме дел од овие лица кои што се регистрирале преку програмите за самовработување, каде што нели тие им го споделуваат искуството како почнале, а сега до кој ниво стигнале, така да веќе они овозможуваат вработување и на други лица. Исто така овие лица кои што во текот на 2016 година се регистрираа преку проектот самовработување, го искористија и Македонија вработува 2, со кои што се ослободени од задолжителни социјални придоноси во период од 3 до 5 години во зависност од целната група, така да овие беа најсрекните лица. До сега имаме регистрирано 25 лица, во тек е постапка од третиот јавен оглас за уште 5 фирми, така да се надеваме дека бројката ќе заокружиме оваа година со 30 лица регистрирани со проектот самовработување. Се одржа 9-тото стручно советување со меѓународно учество од областа на подземната и површинската експлоатација на минерални суровини под Експовекс 2016. 2 дена на 200 учесници дискутираа и разменуваа научно-практични информации, мислење и искуства за развојот на рударскиот систем. Изјавите на дел од учесниците на конференцијата во продолжение. Денес се одржува 9-то поред советување од областа на подземна и површинска експлоатација, од каде и дојдено повес. Повес е површинска експлоатација, подекс е подземна експлоатација. Од тамо доаѓа и името на ова советување денеска. Ова советување има меѓународен карактер, бидејќи покрај представници на рударските предпријатија од Македонија се присутни и соседните држави од Бугарија, од Србија, не знам точно, ќе видиме кои ќе бидат присутни денеска, но самиот број на преко 200 присутни кои се денес овде зборува за интересот за едно вакво советување. Тука се разменуваат практично научно-практични информации што се случувало во изминалиот период, во изминатата година од областа на рударството. Луѓето се среќаваат меѓу себе, разменуваат мислење и мислам дека самото тоа е доволен придонес за едно вакво советување. Денеска ќе има доста научни трудови, информативни трудови, ќе слушнеме со што се суочува рударството во Македонија, но ако спомнеме дека во Македонија
има активни над 170 рударски предпријатија и над 500 предпријатија кои се занимаваат и со преработка на минералните сировини. Во овој сектор работат над 12.600 работници и самите по себе ние учествуваме, рударскиот сектор учествува во бруто националниот производ со 1%. Значи, за разлика од 2005 година, кога почна да оживува рударството, кога беше уделот само 0,5%, денеска е двојно зголемена таа бројка. Карактеристично што сакам и овде пред вас новинарите да кажам, јас имам и своје излагање денеска, во секторот за метали, во рударскиот сектор за метали, имаме годишен извоз негде околу 150 милиона долара, а увоз околу 110 милиона долара. Значи имаме позитивен однос. Но, кај неметалниот сектор имаме увоз 295 милиона долара, а извоз само 50 милиона долара. Денеска јас сакам и порака да пратиме, да видиме каде ни се местата што треба да менуваме во овој рударски сектор. Значи, треба да ја смалиме зависноста на увозот, а да го зголемиме извозот. Тоа значи, детални ќе има денеска излагања, например, вие сте сведоци сите, ние некогаш имавме производство на домашни градежни тули. Денеска практично тоа производство е сведено на минимум и имаме нула извоз во тој сектор, а годишно се увезуваат 3 до 3,5 милиона долара. Тоа е еден патоказ каде да го сконцентрираме развојот во рударскиот сектор за следната година. Ке има доста моменти кои треба да се продискутираат, но во секој случај јас овој скуп го поздравувам, добар е, многу луѓе има тука, многу млади стручњаци и инженери кои ќе слушнат, кои ќе се обратат со своји излагања и мислам дека тоа е една придобивка. Особено е убаво што се одржува во градот Струмица. Градот Струмица треба, односно рудникот Евромакс и локалитетот Иловица треба набргу да постанат активен рудник од областа на рударството. Има многу задачи, многу пречки кои треба да се решават, но очекуваме дека тоа ќе се реализира. Нештото советување се нарекува Кодекс Повекс. Тоа е 9-то традиционално, секоја година се одржува. Наменето е од областа на рударството. Тоа е еден собир кој што беше национален, сега помина и во меѓународен, пошто имаме веќе гости од суседните земји, од Словенија и од Германија. Целта е да го подигне нивото на рударството како наука, меѓутоа и да навлезе во сите оние нови стручни инженерски проблеми, да навлезе во престација на опрема, гледате овде има и престација на опрема, на нови технологии, достигнувања. Секоја година евидентен е растот на зголемувањето на научните и стручните трудови, на учеството на се повеќе на наши, но и на странски истражувачи. Ова е сега сме овде на штандот на компаниите, поготово во овој дел на Источна Македонија, на Југоисточна Македонија во Струмица, се надевам со од почеток на новиот рудник Иловица, кој што ќе биде сигурно предизвик не само за нас како инженерска наука, туку и за целиот регион. Знаете, рударството е можеби груба дејност, тешка, индустријска, меѓутоа многу доходовна. Почитувањето на сите оние нови стандарди, прописи и нормативи кои што постојат во Европска унија, кои што веќе во Македонија предначат од областта на заштита на животна средина, значи еколошко водење, еколошка експлоатација со минимизирање на импактите врз животната средина. Значи, тоа е една од целите. Значи, целата е не само новите технологии, туку и воведувањето на сите оние еколошки достигнувања, еколошки иновации во областта на експлоатацијата на минералните суровини. Во Македонија може слободно да кажем дека сме на едно, можеби повисоко ниво од голем дел на соседни и европски земји. Значи, имаме ние легислатива која што е, да не кажем и строга, можеби премногу строга, што е од една страна можеби за компаниите некои си, да кажеме, дополнителен трошок, не само во финансии, во луѓе, во обука, во опреми нови, меѓутоа е добро постигнато за околината, животната средина и за луѓето кои што живеат. Слободно може да кажем дека во Македонија и македонските компании денес ги преминуваат современите стандарди, прописи, технологии кои што минимално ја загадуваат животната околина.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвив за ова понеделничко отворено студио. Со нова тема и нови информации следете ни јутре. Довидување.